Дигитализација па не, онлайн настава па настава со физичко присуство. Учебници има, ама нема, па родител 1 и родител 2, протести, критики. Како образованието дојде до овој степен? Ветувано беше реформи во образованието со широка јавна дебата. На крај, полуспроведени концепти без поддршка од стручната јавност и родителите. Со новата концепција создаваме образование кој ќе нуди квалитетни услови за секое дете и континуирано ќе вложува во наставниците кои што се срцето на образовниот систем. Од самиот почеток на мандатот, министерката за образование Мила Царовска туркаше промени во образовниот систем, повеќето без консензус и консултација со стручната јавност. Повеќе од година брана на задоволство го сплиснуваше образованието. Откако власта тврдеше дека поддршка има за образовните реформи, но не јавна, критиките беа гласни. Се одлучи за јавна дебата. Почнуваме јавна дебата, која што секако денеска е пред сите вас презентација на оваа концепција, но јавно достапен ќе биде документот кој што не е таен, тој се однесува на образование на идните генерации, на сегашните генерации и сите релевантни ќе може да дадат коментар. Таква дебата никогаш не се случи. Затоа потврда беа лавина реакции кои следуваа по најавата за новата концепција за образованието. Се спротистави и председателството на највисоката научна институција, МАНУ. Решенијата понудени во нацрт концепцијата не се засновани на прецизна идентификација на вистинските проблеми и предизвици во основното образование. Имплементацијата на концепцијата може да предизвика сериозни проблеми во сферата на образованието. Потребно е стручно и целисходно водење на сите реформи на образованието во нашата држава, а реформите треба да обезбедат систематско и посебно изучување на македонскиот јазик и македонската историја. Реакција не изостана ниту од независниот синдикат за образование. Неколку пати алармираа дека ниту еднаш не биле повикани на расправа за овие теми. Недостасува конструктивен диалог, ние како независни синдикати покрај тоа што се должни да бидат туку контакт со нас и сме официјално регистрирана организација. За нацрт концепцијата со која се предвидуваше спојување на предметите историја и географија во општествени науки, биологија и хемија во природни науки, бурно реагираа професори, наставници и родители. Реформите се покренаа кога беше спорот со Бугарија околу прашањата поврзани со историјата и барањето од бугарска страна за интервенции во дел од учебниците. Зошто токму во овој момент, кога народот е многу чувствителен заради спорот со Бугарија, каде што од бугарска страна се бараат промена на учебници и бришење на некои работи, одлучивте баш сега предметот историја да го интегрирате? Исто предметот по биологија и предметот по хемија се интегрираат во исто време кога се отвара дискусијата со бугарската страна. Прави никаква разлика? Зборуваме за интеграција на природни и општествени науки, што се случува секаде во светот, во развиените земји кои што постигнуваат огромни резултати кај своите ученици. Најголема прашина јавноста крена кога родител 1 и родител 2 дефинитивно ги заменија мајка и татко. Драгана Спасевска од граѓанската иницијатива Настава и учебници мора да има. Обелодени дека во училиштата ќе има само електронски дневници за евиденција на успехот на учениците, а таму родителите ќе бидат обележани по редни броеви. Кога тие ќе отворат својата евиденција, значи зборувам од влеста наставник во електронскиот дневник, во графата ние веќе стоиме родител 1, родител 2. Во исто време наставници и професори испратија бројни аларми дека во рурални средини се уште има руинирани училишта, некаде без струја и вода, ама и со полски тоалети. Бараа прво да се создадат нормални услови за учениците, но од МОН најмногу се фокусираа на моделите за учење, дигитализацијата, менувањето наставни содржини. Треба грејење во сите простори од домот. Дали секој сега има парно грејење во сите простори е прашање, еве јас лично немам. Како растеше ентузијазмот на МОН за промени во образовниот систем, така растеше и фронтот против концепциите. Реагираа и професори по музичко и ликовно образование дека е неприфатливо да се спојат тие два предмета. Царовска не ги прифати нивните забелешки, но тоа не беше се. Царовска најави дигитализација на учебниците, додека учениците од дома онлайн ја следеа наставата поради пандемијата со COVID-19. Учениците дури ја бойкотираа наставата во знак на револт, родители излегоа на протести, професорите не успеа да ја разубедат министерката. Го урнавте столбот на образовниот систем, а ја градите чатијата. Денес ќе кажеме дека е време за промени во образовниот систем. Коренити промени кои што ќе бидат
померка на ученикот. И учебната година поради пандемијата го одложи својот почеток, па наместо на 1 септември почна на 1 октомври, ама платформата за учење од далечина крахираше уште на првиот ден од пробниот период. Знаеме дека на национално ниво има предизвици со вклучувањето во овој момент. Тоа веројатно ќе се надмине, но секако синоќ ќе дадена и дополнителна инструкција да се искреираат оделенија во друг дел од платформата за да може полесно да се приклучат. Сметам дека техничките процеси ќе се одвиваат и дека ќе имаме предизвици во наредниот период, но јас ги повикувам и родителите, и наставниците, и децата, и директорите, и градоначалниците, дека овој процес заедно ќе го поминуваме. Нема да биде лесен, од првиот момент кажуваме, периодот за припрема беше краток, но мислам дека имаме основи да кажеме дека училишната година ќе почне организирано. Она кое што денеска ќе го реорганизираме и ќе го направиме како инвестиција ќе има ефект во наредните 15. Но платформата јавноста никогаш не ја дочека. Microsoft Teams беше алтернатива и така остана до самиот крај. Пред Царовска беше Арбар Адеми, после Царовска и Етон Шакири. Адеми, кој замина од функцијата во август 2020, ветуваше дека ќе има помош за учениците кои немаат услови за онлайн настава, ама тоа остана само ветување. Адеми менуваше имиња на училишта без консултација со неговата тогашна заменичка во образование Елизабета Наумовска. И проблемот со учебниците беше и остана да биде проблем. И оваа година со Шакири, учениците првиот училишен час останаа без буквари.